Почитувани, ДПМН упорно се обидува да ја лаже јавноста, китејки се со дела од кој треба да се срами. Тврдат дека браната Речани започна да се гради додека тие биле на власт. Бидејќи целосно не ги сватија нашите аргументи, што им ги доставивме како соопштение, приложуваме слики и документи за Речани. ДПМН вели дека изготвиле елаборат за експроприација, пробивање и асфалтирање на пристапен пат во должина од 6 километри, и тоа со потпорни ѕидови со должина од скоро 1 километар. Од фотографиите може да се види како изгледа патот до браната Речани што го изгради ДПМН. ДПМН вели дека со доаѓањето на власт на СДСМ градењето било стопирано. Одобрението за градење од 19 декември 2018 година е подпишано од министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Почитувани граѓани, ДПМН бара обнова на режимот, на криминалот и корупцијата. Што подалеку се од државната каса, толку повеќе ќе има за граѓаните. СДСМ покажа грижа за граѓаните. Затоа на 15 јули изберете го бројот 3. Можеме уште повеќе, уште подобро, се вели во соопштенијето од Општинската организација на СДСМ Кочани.